Производството на овошје се состои од долг синџир составен од голем број компоненти. Садниот материјал ја представува првата, а во некои случаи најважната алка од која зависи векот на експлоатација и рентабилно одгледување на овошните насади. За подигање на овошни насади се користи саден материјал од различни категории, како во однос на гаранцијата за автентичноста и здравствената исправност, така и во однос на вегетативната развиеност на садниците. Познато е дека садниот материјал со несигурна здравствена исправност крие големи опасности од појавата на разни болести кои можат да го компромитираат, ограничат или целосно уништат производството на било кое овошје. Голем дел од карантинските вируси, бактериите и микроплазмите во овошните насади се пренесуваат преку садниот материјал. Ваквите насади имаат пократок век на траење, приносите се главно помали, а плодовите поради лошиот квалитет остануваат нереализирани. Во практиката често се случува подигање на насади со садници за чие производство е земен материјал за размножување со несигурно потекло од матични растенија кои се несигурни во автентичноста и декларираната сорта или тип на подлога. Грешките од оваа негативна појава подосна се откриваат, нивното отстранување е многу скапо, а често и невозможно. Со користењето на сертифицирани здрави сортни автентични садници се воспоставува силна база при подигањето на насадите кое гарантира успешно производство на овошје по квантитет и квалитет. Иако во Македонија може да се најде квалитетен посадочен материјал за овошни видови, сепак кај земјоделците многу често се јавува дилема или двоумење кој расад да го изберат, дали е чист, незаразен, има ли гаранција за она што ќе се купи, за што се трошат големи парични средства за материјалот и се што е потребно за подигање на плантажи или пак помали површини овоштарници. Камче Бошевски од Росуман решил целосно да се посвети на производството на здрав посадочен материјал за повеќе овошни видови кои успеваат на ова подрачје. Деноиве во овој месец март Камче го забележавме на градскиот зелен пазар во Кавадарци, кој сам го продаваше своето производство, а истовремено со совети им помагаше на заинтересираните како да садат плодни овошни дрвца. Што е тоа што го нудите? Па имаме кајсија доста, круша имаме околу 4 вида на круша, имаме зимска и летна, кајси имаме 3-4 сорти, јаболка, имаме цреша доста, цреша имаме и грчка, имаме и наша охридска, охридска има 2 сорти, грчка имаме една, бурлата имаме грчката, имаме вишна марела исто, нудиме, имаме лешникот турскиот, доста калемен, доста ова година највише лешник се потроши и кајсија на нашето подневие тука, али остана и многу расадки. Тоа се доста овошни видови. Да, имаме. Успевате сите да ги одгледувате? Па сето е направено капка систем, кап по капе, сето го имаме, негде околу 18.000 бројки ваа година имаме. Расадни. Ова е висока цена за мене како лаик за оваа работа. Дали е тоа нормална цена на млади садници? Сега да ти кажам, мислам дека е нормална цената. Кај се имаме ова година потрошено негде околу 4000 бројки, лешник имаме околу 2000 бројки потрошено, круша имаме доста потрошено, праската многу слабо ова година се троши, многу слабо. Че зборуваме за праската. Да. Кажете ми зошто се троши помалку праската? Па сето го праве, многу е праска, не се плаќа, нема извоз, многу е застапена и затоа сега повеќе на кај се бегат и на круша. Сега крушата е многу голема побрвачка. Да, има добра цена на Добра цена има, да, 50-60 денари, тоа
за извоз. Кои видови и подвидови на круши ги продавате или колку се? Па вака сега имаме Вилјамовка, имаме Санта Марија, имаме Кантарка и имаме Јулска убавица. Имаме 4 видови на сорта. Колку камче добро ги познава овие сорти, веднаш одговора без да се мисли. Долго време се занимавате со ова работа и како Виќе како 7-8 години, да. 7-8 години виќе се занимаваме. И задоволен сум, ти кажам. гледам дека имате и релативно пристапни цени, ако така можам Да да ти кажам, реално имам пристапни цени за да има подобра продажба. Например, од дома доста трошиме, например. препознаваат луѓето. Да, не знаат, плюс му даваме и документ, например, за сака да поврате субвенции, му даваме сметко потврда, да се поднесе за документи, се има. Да кажат дека е сертифицирано. Да, сето, да. Вистина? Да, се. Даваме сметко потврда, слободно да оде да си праша. Имаме повеќе видови на расати. Кажете ми, дали е ова некоја семејна традиција или Бошко сам ги произведува овие од во текот на Да неговиот? ти кажам, реално, сам ги произведувам, али ги калемам повеќе од Србија. Имаме калемачи, си плаќам. 10 денара по дрвце. На дива подлога? На дива подлога сето. Нема ништо на питома, нема ништо фалш. Оти се садат садници, например, му давам документ. Утре со тие, например, документ може да те тужи. Оти му даваш, например, 200 бројки, 300, 500 бројки. Сега има побарувачка у Ресава. Некна на 300 кајси. Однесов и таму носам исто, по селата не е проблем. Имам телефонски број, све. Можете ли да ни кажете кој е подрачје во Тиквешијата или во овој дел на општина Кавадарци, па и еве Македонија, одговара кој е овошка? Вака сега, на повисокото повеќе одговара крушата и кајсијата. На високите места, поне мрзде. Затоа и повеќе садат по високите места. Церешата бара исто и она може и високо место, али подобро на повисоко, покасно развива. Покасно отвара и не мрзне. Сега е повеќе застапуваат и церешата доста се троши. Не е толку застапена, повеќе она има подобра цена. 150 денари дрвото на црешата, имам и 200 исто бурлата грчката, а има побрвачка доста на цреша. Расадо производството е многу тешка работа. Кажете ми како вака на брзина или во кратки црти како оди од семка па до ваква. Пак ќе ти кажам, од семка додека да израсне, една година се гледа. Другата година се калеме, пак го гледаш уште една година, 2 години автоматски, на третата година го продаваш. 3 години цели го гледа. Сето е капка систем направено. Џубрето сето се оде преку капката и затоа се добри расади. Ќе го купи муштеријата овде дрвцето, што треба да направи? Па дрвцето треба, например, да се окрое добро, да се подсече, жилата да му се скрате добро и после да се стапи во функција за расадување. Колка е таа длабочина во земјата? Па негде околу 50 сантима обавесно. Да, минимум 50 сантима. Да биде 50 на 30 најмалку. Освен земјата се става некој џубриво? Да, се става најдобро е да се ставе џубрето што е со вештачкото џубре. Него практикуваме повеќе на шумско џубре удараме. Да. За да биде добро воште, ако му ставиш, ако не е пребриено џубрето, може да изгоре младата жила и дрвото постепено се суши. Значи ако е арско, ако не е пробриено е штетно. Да, штетно е. Добро, Бошко, кажете ми, ова професија е тешка, Тешка, многу. Дали се исплати? Па да ти кажам, кога нема друго мора и тоа да се работи. Вие сте по струка што? По струка сум земјоделец. Не сте агроном. Не. Меѓутоа располагате со плаќам се, знаење за ова работа. Имам агроном, си плаќаме све, да. Како се плаќате? Како што барате од него? Па он автоматски он ни ги одгледува заради од габа, од едно од друго, за прскање, кога треба, да, све. Ова се чисти незаболени са. Да, чисто све. Проверено од институт со све. Кажете ми некои насади во Тиквешијата што веќе раѓаат ваши. Па највише моментално сега насади имаме дадено на кајсијавиче што е прородена доста. Лешката е многу сега застапена виче у Кавадарци, многу имаме лешка ова година потрошено, многу садници и круша имаме доста потрошено. Највише имаме крушата, значи лешката и кајсијата моментално. Ќе ве прашам нешто друго. Што правиме со садници што не успеваат или што не се автохтони за ова подречје? Например, ќе ве прашам за маслинката. Дали може тешко или лесно е тоа да се дојде до насад на маслинка? Сте пробали ли до сега? Гледам дека во Сопотско таму има една плантажа под маслинка. Вака сега, маслинката може да се застапе кај нас, али немаме ни доволно топлина. Кога Јосифово Ландово до Гевгилија, највише има и дојран исто застапено, дури и таму мрзне. Еден дел мрзне и таму. Да, многу, премногу. Значи на минус 3-4 она знае и да родот да падне цел на маслинка. Да нема род. Тоа значи дека овој период на годината е Ризичен е за нас, да. Немаме ни, значи
автоматски за маслинката, температура немаме у Македонија, кај нас тука мислам, југот има долу Гевгилија Богданци, тие дел за фајча до дојран, али наваки не. После тунелот наваки нема насадници. Многу тешко успева. Не успева поправо. Не може да бериш од него. Ти може да садиш, на пример, да гледаш и 10 години, али нема да набериш, да имаш како украс. Ќе прашам за некои други сорти што не се Кивата доста е застапена сега, да. Имаме и киви доста. Имаме доста и киви имаме сега. Да, негде имаме околу 2000 парчиња киви, оште не сме почнати, почињаме негде за 10 дена со нис. Температурата не ја одговара оште, чекаме да се стопле малци, имаме кива, имаме хоџибери исто, имаме и аронија доста. Ова година, да. Да, ќе почнеме за 10 дена тука исто со аронијата. Со кивата и со хоџибери. Овој период месец март да речеме, да. Поволен е за садење? Да, најдобро сега у март, значи април и април се саде на пример до 10 април. Највише овошките, али после 10 април виќе почиња нивната вегетација и затоа не е дозволено. Се пробуваат многу кавадарчини да садат некои овошки што се специфични за тропските појаси. Да. Дури и банана, и да не речем и ананас и така натаму. Бидува ли нашето поднајбе за таквите видови на дрвца? Вака сега, кај нас е климата многу ладна. Има пробано и банана, исто има туку у кавадарци донесено за проба, имам дадено негде околу 10 садници од Грција, али не успеа. Не успеа, бара топлина, специфична работа, а иначе аронијата, кивата, хоџиберето, кај нас успева у кавадарци, моментално успева, не е проблем никој, и теквишијата цела. Да. Успева, пробано е, го има виќе застапено, аронијата има и росома застапено виќе, почиња, бара вода повиќе аронијата тука, али бара и надморска висина да има оште е подобро за аронијата. Што правите со овие садници што нема да ги продадете ова пролет? Овие садници, после тоа, зимаме ги кратиме на 20 сантими, на 20, да, ги од калемот ги пресадуваме за наредната година. Ако не се продаде наредната година, тоа виќе се уништува. Да, нема друго чар. Здебелува долу стеблото и не. Тие веќе гледам почнуваат помалку да не папуваат. Да, почиња виќе па толку, уште 10 дена до 15 највише ќе се продават срешата на пример за 10 дена. Колку ќе се даде и се расадува другата. Купувам кајси или праска. Да? Зошто рековте дека треба да ја подкастрам да ја Па мора на пример вака сега да се врате дрвото малце назад, да добие сила, да удре масна лиса да има доста. Ако не се врате дрво да го оставиш така, оно те право нагоре. Нема распоред на дрвото и затоа се тие работи се враќаат. Че нема, само право нагоре тера тоа. Ако не му даеш распоред, ти оно се остава на 4 папки горе. За да му даеш распоред на дрвото. На секој дрво се дава распоред. Треба ли нега на вакви садници или пак може да се остави колку вода се става? Не вака сега. Сима се свое, сима секој дрвце, да. Кајсијата не сака многу вода, а повеќе сака прскање. На пример, од кајсијата имаш повеќе сорти, затоа има една рана, има покаста, има и најкаста. И сега вака ти кажам, на пример, првата не сака прскање, едно прскање, другите сорти мора да се прскат сите. Од болест обавезно. Моналијата ги фаќа многу и она повеќе се суши. Она значи 10 до 12 години е век на кајсијата. Многу ретко до 15 години, а праската има век и до 25 и до 30 може би. Ајде неколку збора за калемењето. Да? И можете да ни кажете дали е сега период на калемење на разни видови на овошки во тиквашијата или пак тоа не е благородна или пак практична работа? Вака сега, јас да ти кажам ни повеќе на папка калемиме, на рацеп калемиме, сега виќе завршува калемењето. Нема, на рацеп сега беше моментално, али почната е виќе вегетацијата на дрвото и не се калеме. Штом има вегетација веќе не се калеме, да. Да, нема калемење. Не, мислам ти може да го накалемиш, нема тоа да се зафане. Вегетација има, развиено виќе дрвото и не се зафаќа.
кавадарчани, македонците воопшто се љубители на овошките. Да. За да ги имаш во дворот, да ги одгледуваш или на нива, мораш да посветиш внимание камче, нели? Да, обавезно. Кажете ми, не е само работата да ја купиш една садница, да ја ставиш на нива и да си заминеш. Рековте дека имате систем капка по капка, дека имате редовно третирање со препарати и на крајот на краиштата редовно кроење. Да, слушај сега да ти кажам. Ако не му обрниш внимание на секој садник, садникот знае да се исуше. Ако не го напрскаш на време, ако не го навадиш на време, оти многу практикуваат луѓе, вика, доста вика садници што не знаат, например, вика купуваат 2 дрва, например, 3 колку за дома, за удвор, вика да го имам цреша било, му става непревриено џубре и ја горе младата жила. И вика иде тука, вика ми се исуши, вика дрвцата, знаеш. А на овие што му кажуваме без проблем. Например, овие што садат поголема плантажа, му кажуваме унапред дека како треба да се саде, што треба, како треба да биде. Дури на едни луѓе, например, му го испремаме готови да бидат садниците, ни се јавува за 200-300 бројки, например, да биде готов, расадот само да го саде директно, да го расаде, ништо друго. Значи вашите стручни совети стојат на располагање за секој евентуален купен. Да, да, да. Добро. Кој сака да купе слободно ич, имаме и расад у Росоман, расадник голем, може и у Росоман, може и тука. Телефонски број исто се имаме, со фирма, со сертификати, со све. И даваме исто сметко потврди за субвенции. Тоа беше кратката приказна за Камче Бошевски од Росуман, кој речиси една деценија се посветил на расадопроизводството на овошни дрвца. Забележавте, ниеден момент не се пожали дека му е тешко или пак дека има проблеми. Не дека ги нема, но веројатно успешно се справува со сите нерешени прашања кои се јавуваат во текот на работата. Можеби оптимизмот е пресуден за се успее, кој знае.